Остана празно местото каде до вчера во манастирот посветен на Пресвета Богородица Балаклија во Делчево стоеше иконата на Света Богородица. Оваа икона, но и уште две икони, иконата на Свети Јован Златоуст и иконата на Исус Христос, ги однесоа крадците кои ноќеска го скршиле стаклото на помошната врата од десната страна од манастирот. Заедно со иконите, крадците однели и околу 300 денари. Од СВР Штип го потврдуваат настанот и оттаму информираат дека случајот е пријавен во полициската станица во Делчево утрово околу 7 часот и 30 минути, но повеќе информации не пласираат со образложение дека истрагата е во тек. Со реакција денеска не се огласија ни свештениците од Делчевската православна црква, место нив настанот го осудија жителите на Делчево. За осудување тој чин. Тоа не е уред. Него манастирче, него црквичка, убава водичка има до него и тоа е се неубаво таму. А на кој му се опирало, што му е се опирало тоа, кој ти го знае. Тоа е за осуда. Ги осудуваме тие што го направиле тоа. Оваа кражба е само уште една во низата кражби на верските објекти кои се случуваат во последно време во Делчево. Пред известно време крадци упаднали во црквата покрај гробиштата во Делчево, од каде украле ситни пари. Но кражби има и во Делчевската џамија, каде во неколку наврати од џамијата се украдени пари во висина од 100 евра, но и правосмукалка, миксета од појачало, кабли. Полицијата се уште не излегла со информација кој стои зад овие кражби на верските објекти во Делчево, но жителите остануваат згрозени од ова сквернавење на верските објекти. Тој краде од манастир и клечка да украде греота. Не е убаво тоа што сакрали. Там треба да се внесе џамија, манастир, јас сум турченка. Една игла да внесеш, а ир ќе добиеш. Една свешка да запалиш, а ир ќе добиеш. А кој украде това зијан цела година и на фамилијата не чини? Инаку манастирот посветен на Балаклија е едно од најубавите излетнички места во Делчево. Манастирот го реконструираше во 2000 година поранешниот премиер Љупчо Ѓорѓевски и од тогаш ова е прва кражба на овој верски објект.